Согласно законот за судови, неподнесувањето на имотен лист или поднесување со податоци кои што се разликуваат, не се точни, да ја кажам, представува потешка дисциплинска повреда и е основ за разрешување. И од тие причини ние ги доставувавме до судски совет, меѓутоа за ниту еден судија не слушнавме дека е разрешен по основ на нашето барање. Државата треба да го донесе законот за потекло на имот за сите граѓани и на тој начин да ги реши и судиите и сите носители на јавни функции, но и граѓаните кои што не се носители на јавни функции, меѓутоа секогаш се тука некаде блиску околу власта и остваруваат некаква корист. Имаше и ситуации кога си ги плаќаат казните, а повторно не го пријавуваат имотот. Тоа е уште пострашно. Одредени судии нешто ги проверувавме, речам, или по случаен избор, или по годишен план, се случува да ни застарат прекршечно. Нашите капацитети се ограничени додека не се дигитализираме целосно, веднаш да детектираме дека некој купил нешто, а не го пријавил, не можеме ние да знаеме со рачни проверки. Со тоа што ќе провериме 10, 15, 20 судии во годината, ќе останат уште 400 непроверени. Треба, според нас, во сите материјални закони да има основ за разрешување ако свесно го крие имот. Свесноста значи по прекршечна санкција веќе знае дека е казнен, дека не го приел, на тамошното неподнесување, значи е свесно криење на имот,